опозицијата ја оспорува победата на Ердоган, неговата партија вели дека е направен тежок фалсификат. Имено веќе информиравме за тоа дека неколку проценти од овие гласови кои што ги добил Ердоган биле со гласачки ливчиња на кои што немало службен печат. Меѓутоа, информацијата која пристигна од Турската изборна комисија дека сепак тие ги пригласиле овие ливчиња за важечки, велат дека ливчињата биле оригинал, не биле фалсификати, тоа што немало печат нема да го сменило резултатот, така што останува на оној 51% од турските граѓани кои што гласа за. Меѓутоа, опозицијата денеска практично жестоко реагираше, велат дека ќе ги употребат сите правни мерки кои што им стојат на располагање да ја оспорат победата на Ердоган на овој референдум. Велат дека знаат точно што треба да прават и дека нивната борба нема да престане. Меѓутоа, за оние официјални и конечни резултати од Турската изборна комисија кажа дека може да се очекуваат за 12 до 13 дена. Така што претпоставувам дека до тогаш ќе се разгледуваат сите оние жалби за овие печати за кои што пред малце говорев. Можеме сега како во темата да ги чуеме изјавите на дел од политичките лидери на опозицијата овде во Турција. Meşruiyet tartışmasını sona erdirecek. Единствената одлука што ќе реши дебатата за легитимитетот и што ќе го смири народот во однос на правните проблеми е поништување на референдумот од страна на Високата изборна комисија. Ако решиле да не ги бројат гласовите без печат, тие треба да бидат одвоени и нивниот број во извештаите ќе беше наведен како без печат. Тие гласачки ливчиња ќе беа одвоени и сочувани. Во моментов не знаеме колку ливчиња без печат имаме во пребројаните гласови. Son itibariyle değerli arkadaşlar, На едната страна имате народ од 24 милиони, на другата 25 милиони. Разлика од 600.000 гласови ја смени судбината на изборите. Но според досегашните приговори, ливчињата без печат и без плико, што Високата изборна комисија ги сметаше за валидни, всушност представуваат 3 милиони гласачи. sadece ve sadece Бојано, она што телевизија Нова денес успеа ексклузивно да го дознае од своји извори од партијата Ердоган е дека тамо веќе наголемо се подготвуваат за сите оние реакции кои што ќе стигнат од домашната и од меѓународната јавност за исходот на референдумот. Знаеме дека резултатот беше малтени изедначен, многу тесно Ердоган ја однесе победата, меѓутоа колку и да е мала разликата, тоа беше вчера беше еден историски ден за Турција кој што практично ќе ја смени историјата. Дознаваме дека тактиката на Ердоган и неговата партија во наредните денови и месеци, предпоставувам, ќе биде да се повикаат на резултатот кој што пристигна од Брекзитот, од референдумот на Велика Британија за излез од Европската унија, и тогаш разликата практично беше многу мала и тогаш се виде дека и Британија е длабоко политички поделена во однос на клучните државни интереси, слично како и Турција. Вела дека нема да се откажат, дека за нив е победата чиста. Ако некој ми оспорува со тоа дека со овој референдум го поделиле турското општество, тие дознаваме дека ќе се повикуваат на Брекзитот во однос на тоа дека и во други земји имало вакви слични случаеви и сепак победата била чиста. Можеме сега да ја чуеме изјавата на Реджеп Тајип Ердоган и на премиерот на Турција кој што ги дадоа во врска со овој референдум. Денеска Турција донесе историска одлука за 200 годишниот конфликт во својата администрација. Ова не е обичен настан. Не е лесно да се брани ваква промена од народот, но и за самиот народ. Ние победивме во оваа тешка ситуација. Со поддршката на народот ја воведуваме најважната административна реформа во нашата историја. Им благодарам на сите наши граѓани, без разлика како гласаа, што на избирачките места ја заштитија националната волја. Зборувавме различни работи на плоштадите и кажавме различни работи на нацијата, но народот го кажа последниот збор и тоа беше да. На овој референдум нашата нација им го даде најдобриот одговор со гласачко ливче на терористичките организации што го изведоа обидот за пуч на 15 јули, на терористичката курдска работничка партија и на странските сили кои третираат Турција како непријател. Нацијата уште еднаш покажа дека нема да наведне глава пред ниједна доминација, надворешна интервенција или закана. Практично ништо нема да се случи преку ноќ. Има рок од една година кога треба овие измени да стапат практично на сила. Тие нема да бидат донесени со декрет на претседател Ердоган, сепак треба да поминат во парламентот каде што неговата партија и онака го има мнозинство, така што никој не се спомнува дека тие ќе поминат, а тој ќе ги потпише. Први што ќе стапат на сила, односно што ќе бидат изгласени се промените во парламентот. Веќе говоревме дека се зголемува бројот на пратеници од 250 на 30, на 300, исто така и се
се намалува старосната граница на сите кандидати од политичките партии кои што треба да се кандидираат за претседатели на 18 години. Промени ќе има и во судовите. Ердоган знаеме дека ќе може да назначува своји суди во врховните судове, меѓутоа ќе се укинат и делот од војните судови во државата. Сите оние други измени, практично со кои што ќе се воведат тој претседателски систем, ќе бидат донесени во текот на една година, а наредните избори и претседателски парламентарни овдека во Турција се закажани за 2 години. А од тогаш, ако биде секако што се овие првични резултати, односно ако референдумот и остане успешен како што беше вчера, никој не се сомнева практично дека ќе биде така, тогаш, значи, од 2 години од сега овие уставни измени ќе стапат на сила и ќе можат турските граѓани да почувствуваат и на своја кожа што тој во практика ќе значи.